Целта на оваа посета и целта на сите овие посети е да добиеме од вас навигација како понатаму да продолжиме. А воедно, ќе дојдеме и до тоа, а воедно да може тоа што ќе го слушнеме од вас, да заедно со она што го подготвуваме во централата во Скопје, го обединиме и да добиеме конечен резултат, а тоа е најдобрата, најквалитетната програма која што некогаш е направена, но тоа е само првиот чекор, а вториот чекор е откако ќе ја формираме идната влада, сето тоа што сега ќе се обврземе пред граѓаните во Република Македонија да го реализираме. И нема да се обврземе само со програма, туку ќе се обврземе и лично, дека и најмала работа што ќе ветиме, ако не ја исполниме, ќе си заминеме од политичката сцена. Затоа што не заслужуваме. Овој народ доволно разочарувања и лаги претрпел во изминативе години, за да може да си дозволи уште една таква влада. Кажам, од 0%. Бев кај Орбан, премиерот на Унгарија, вели рекордна година 5% раст на унгарското стопанство. Бев кај Бојко, премиерот на Бугарија, вели рекордна година скоро 4% раст во Бугарија. Бев во Соединетите Американски држави, во Белата куќа, во Стейт департментот, немаше човек кој што не рече ова е рекордна година за американската економија. Само јас веднам глава јаден, не знам што да кажам, нула, со што да се фалам. Со што да се фалам, да го фалам ли ова цунами наречено Зоран Заев, Тедовски антикој. 30.000 просек плата. Ја нема. 100.000 за докторите. Ги нема. На пензионерите им ветија секоја година по 10% поголема пензија и таа законски што им следи не им ја даваат. И ветија на земјоделците поголеми субвенции и тие не им ги даваат што ги заслужуваат, печејќи се секој ден на нивите и крварејки да произведат тоа што треба да произведат. 2 денари интервенција, че на 2 денари за остане. Лажат, сушат, браке и сестри. Не знаат веќе каде тера. Ќе ги врата младите. Не само што не ги врати, и овие што и стана ќе ги избрка, пошто немаат надеж веќе. Безизлезност гледаат. Денеска бев со младите од една општина, сосед на вашиот во Силово, пиевме кафе. Се жалат луѓето. Се жалат, гледаат без перспективност, без парица. Гледаат неспособни политичари кои што не знаат каде тераат, без идеја, без проекти. Овој распродава, ние ќе спасуваме. Немаме друга алтернатива. Секој ден како мравки треба да работиме, секој дом да го посетиме. Честно, одговорно, искрено, принципиелно. Не смееме да правиме компромис со нашите принципи.